понеделничко издание на регионалните вести. Во него ќе гледате. Двојно зголемен бројот на пациенти со ковид во Тетовската болница. Пообилните снежни врнежи сообраќајот на патиштата се одвива во зимски услови. Промовирана граѓанска екопатрола во Гостивар, чистење на води во Тетово. Двојно зголемен е бројот на пациенти со COVID-19 во Тетовската клиничка болница. Сите 35 хоспитализирани лица се на кислородна поддршка и голем дел од нив имаат коморбидитети. Лекарите очекуваат бројките да продолжат да растат, со оглед на фактот дека голем дел од граѓаните не ги почитуваат во целост мерките за заштита од ширење на заразата со коронавирусот. 35 лица со COVID-19 се хоспитализирани на оделенијата во клиничката болница во Тетово. Бројот е двојно зголемен во споредба со од пред 2 недели, а лекарите очекуваат дека бројките ќе растат и во периодот што следи. За сега има слободни кревети, меѓутоа ако продолжи зголемувањето на бројките, ќе биде потребна нова реорганизација на работата на медицинскиот кадар и болничките капацитети. Скоро дуплиран број, така да неверојатно ќе има уште се големи. Според ова што го гледаме овие претходните 2-3 недели амбулантските прегледи почна да се зголемуваат и тоа ни беше индикатор дека и ќе се зголеми бројот на хоспитализирани. Во моментот имаме 35 хоспитализирани пациенти во ковид центарот. Па сите се на кислородна поддршка и голем број од нив се во возраст од 58 до 74 години. Во амбуланта има зголемен број на пациенти, има над 70 пациенти дневно кои што се прегледат. Според лекарите, зголемувањето на бројот на ново заразени со коронавирус се должи и на тоа што граѓаните се опуштија и не ги почитуваат доследно мерките за заштита од ширење на заразата со коронавирусот. Маска на лицето ретко се носи, а се прават и семејни прослави како да нема пандемија. Права се за маските и треба се носа патесто. Кој ќе да има, треба народ треба се освести. Како кој каде? Али слабо. Да не кажем 75% носа маски, а 25% као ја не. Прослави се прават, макар што е забрането. И свадби со 50 души со така. Да, се прават и тоа апла се прават више. Инаку во вчерашната ковид статистика беа регистрирани 3 лица од Тетовско кои ја загубиле битката со болеста, а 17 биле позитивни на тестот за COVID-19. Во овој регион бројката на активни случаи достигна 446. Владата по препорака на Комисијата за заразни болести донесе одлука да биде продолжена актуелната мерка за забрана и посебен режим на движење на граѓаните на целата територија на државата во временскиот период од 22 часот до 5 часот до 6 април. Пообилните снежни врнежи сообраќајот на патиштата во Гостиварскиот регион се одвива во зимски услови. Надлежните соопштија дека сите патни правци се проодни, а екипи интервенираат на терен. На патот Маврово-Дебар близу Бигорски манастир ноќеска паднаа 3 лавини, кои за неколку часа биле расчистени. Снежните врнежи го отежнаа сообраќајот на патните правци во поширокиот Гостиварски регион. На магистралните патишта изминатото деноноќие се воведуваат и укинуваат забрани за тешки товарни возила, зависно моменталните услови. 3 лавини од над 1500 кубни метри снег, дрвја и камења паднаа вчера вечер на патот Маврово-Дебар, кај бензинската пумпа близу Бигорскиот манастир. Една од лавините зафатила возило, од кое патник се здобил со полесна повреда на ногата. Други последици нема. Екипи на Македонија Пат, општина Маврово и Ростуше и Бигорскиот манастир за неколку часа ги расчистија лавините и сообраќајот се нормализира.
На територијата на општина Гостивар сите патни правци се проодни, а екипи интервенираат на терен од вчера попладне, рече градоначалникот Арбен Таравари. Од вчера околу 3 часот после пладне веќе започнаа да работат посебно во планинските села. Во градскиот дел претежно беа ангажирани нашите комунални предпријатија и паркови зеленило по тротоарите и комуналец по патиштата, посебно со фрлање на сол по патиштата. Ние сме во редовна комуникација со местните заедници и во селата и во градот. Нема некои големи забелешки, нормално, секогаш кога врне снег има одредени незадоволства, меѓутоа генерално ја мислам дека до денеска е менаџирано релативно добро. Генерално сите патишта во регионот на општина Гостивар се проодни и за секое јавување од местните заедници посебно сме интервенирали, веднаш сме праќале коли за да ги расчистат. Висината на снежната покривка во Мавровскиот крај достигна околу 60 сантиметри, а врнежите продолжија и во текот на денешниот ден. Центарот за управување со кризи во извештајот за состојбата со снегот најави дека во текот на денот ќе се отпочне со чистење на обиколницата околу Мавровското езеро. Метеоролозите најавија повремени послаби врнежи за утре, со ниски утрински температури и засилен ветер. Врнежите од снег го забавија и одвивањето на сообраќајот на подрачјето на Тетово. Од СВР Тетово апелираат возачите да се прилагодат на новите услови на патиштата. Интензивните снежни врнежи вчера и денеска го отежнаа и забавија одвивањето на сообраќајот и на подрачјето на Тетово, а во текот на денешниот ден сообраќајот се одвива по влажни коловози со остатоци од кашест снег. И Тетовско се одвива во зимски услови по влажни коловози со остатоци на кашест снег. На коловозот по интервенција на нашите дежурни екипи се расчистуваат сите недостатоци. За останати видови на возила задолжително е употреба на зимска опрема. Врнежите од снег со променлив интензитет се бежат на целата територија на државата, не само во Тетово. Дежурните екипи на Македонија пат се постојано на терен и сите патни правци се проодни во Тетовскиот регион. Иако на 15 овој месец заврши законската обврска за задолжително носење на зимска опрема. И покрај тоа се апелира до возачите да се прилагодат на новите услови на патиштата, посебно ако патуваат кон Попова Шапка, Стража и Маврово. До возачите исто така се апелира максимално да внимаваат по долината на Радика, каде и натаму се можни снежни лавини или други одрони на коловозот. Оние возачи кои неподготвени за вакви услови ќе тргнат на пат, ќе се исклучуваат од сообраќај доколку го попречуваат движењето на другите учесници. Инаку снежното време, како што најавуваат метеоролозите, ќе продолжи во наредните 2 дена, додека пак од четврток се очекува постабилно и посончево време. По повод Денот на екологијата 21 март, општина Гостивар промовираше граѓанска екопатрола и мобилен уред за прецизно мерење и лоцирање на загадувачи. Почетокот на акцијата за засадување дрвца беше одложен поради временските прилики. Волонтери во Гостивар, организирани во екопатрола, ќе помагаат во подигнување на свеста за јавната чистота кај граѓаните. Патролата беше промовирана вчера на Денот на екологијата 21 март. Нејзиното формирање и активирање се реализира со поддршка на општината. Целта е да се делува на одговорно однесување и зачувување на животната средина од страна на граѓаните, како и да се алармираат институциите за еколошките проблеми. Волонтерите најпрво ќе поминат низ обука и тренинзи околу начинот на делување, пошто ќе отпочнат да работат и на терен. Тоа ќе бидат активисти во почеток, кои што се вкупно 10 во моментот, кои што имаат за задача да се прошетаат низ градот и кога ќе видат некој прави нешто, не фрла нешто во корпа или оштетува нешто што е битно за нашето, за еколошки е битно, за да им ги предупреди, за да им каже како треба да се однесуваме. И ова ќе биде за 2-3 месеци, можеби само волонтерски од овие луѓе. Ние планираме во блиска иднина ова да го институционализираме.
Денот на екологијата како повод беше искористен и за примопредавање на мобилен уред за мерење на загаденоста. Апаратот е развиен од компанијата Информ преку Фондот за иновации и дава детални информации за причината и количината на загадување. Се ангажиравме да земеме и еден мерач кој што е мобилен. И сега како општина, иако одредени фабрики немаме право ние да ги контролираме, ние ќе испратиме наш мерач, ќе може во секој момент и блиску до Русино, и блиску до одредени фабрики, училишта, болници, кај што сметаме, и ќе измериме, ќе имаме месечен извештај кој што повторно ќе биде транспарентен, за да граѓаните видат каде е користен и што е измерено со тој мобилен мерач. И евентуално, ако измериме повисоки вредности, кои што се алармантни, ќе ги испратиме како извештај и до Министерството за животна средина, за да и тие превземаат одредени мерки. Во склоп на одбележувањето на 21 март во Гостивар требаше да започне акција за засадување на дрвца, но снегот ја одложи оваа активност. Од Сдруженијето ГВ-еко најавија дека предвидено е во следните 2 недели на различни локации да бидат засадени 100 дрвја, кои се донација од гостиварски компании и граѓани. Еколошка акција за чистење на местноста Бањиче и коритото на реката Пена вчера беше спроведена во организација на Македонско-хрватското друштво, заедно со еколошко-нуркачкиот клуб Пена. Акцијата беше успешно спроведена и беше собрана поголема количина на отпад. Во текот на вчерашниот ден беше организирана акција за чистење на коритото на реката Пена и на местноста Бањиче во Тетово. Ова акција беше спроведена од страна на Македонско-хрватското друштво, заедно со еколошко-нуркачкиот клуб Пена, а при тоа беше собрана поголема количина на отпад. Ваква акција денес се одржа и на Матка. Вчера во реката Пена бевме околу 15 луѓе од нуркачкиот клуб, каде што беа и од Хрватски форум не поддржаја. Собравме преку 35 вреќи ѓубре. Изненадивме колку многу ѓубре има таму. Се надевам дека беше доста успешно и се на наредниот пат кога имале други вакви еколошки акции ќе ни се приклучат и други друштва. Ова прилика ја користам да се заблагодарим на Цивика што ни овозможи оваа година да имаме 4 еколошки акции. Првата денеска ни беше во езерото Матка, каде што денеска бевме на нуркање, извадивме некои пластики и други останати ѓубриња. Наредната месец идеме во Доранско езеро да очистиме, подоцна идеме во Велешко езеро и на крај идеме Мавровско езеро. Ова се акции каде што ги поддржува Цивика, но секако ние нема да застанеме само тука. Имаме и други акции што ги предвидуваме во нашиот календар. Се надеваме дека ќе го поттикнеме населението да не фрлат ѓубре и се надеваме дека државата ќе ги казнува оние кои фрлят штетни материи во реките и водите. Во текот на вчерашниот ден била одржана и панел дискусија по повод Светскиот ден на водата. Инаку еколошко-нуркачкиот клуб Пена во состав на Македонско-хрватското друштво постои од 2016 година, а досега има реализирано голем број на активности. На пресконференција Јасмина Георгиева од Државниот завод за статистика информираше докаде се подготовките за пописот во нашата земја. Во последното денонокија интересен податок дека се попишани повеќе од 20.000 граѓани, државјани на Република Северна Македонија кои живеат или престојуваат во странство и вкупната бројка утринава во 9 часот е 121.580 државјани кои се само попишале. Во однос на пописните активности што се случуваат овде во земјата, се однесуваат на главниот попис кој ќе започне на 1 април, заврши викендов последниот дополнителен конкурс за попишувачи, се пријавија над 2600 попишувачи, што е негде околу 800 повеќе од оној број кој беше потребен во одредени пописни реони. Задоволни сме од одзивот. Вчера беа веќе направени списоците и денеска во сите пописни реони каде што се бараа попишувачи се случуваат тестирањата на кандидатите. Очекуваме во следните денови да ги имаме финалните резултати и да почнат да се изготвуваат решенијата за ангажирање на
попишувачите. Во следните денови продолжува и дистрибуцијата на материјалите потребни за работа на комисиите на пописните реони, но почнуваат и обуките на реонските инструктори, кои потоа ќе бидат оспособени да ги упучуваат реонските попишувачи. За сега се одвива според планот и роковите кои до сега беа предвидени и нема никакви одложувања на сите постапки и процедури. Физички напад на 16-годишник од страна на негов врсник. Прекин на електричната енергија во Тетовска Брвеница поради запалена бандера. Во продолжение следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 29 лица, 18 во Тетово и 11 во Гостивар. Изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје, односно на 54 лица од Тетово и на 73 од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а при извршените контроли на лица со вакви решенија не било констатирано непочитување на истите. Ноќеска пак на подрачјето на СВР Тетово не е регистриран ниту еден случај на непочитување, односно кршење на владината одлука за целосна забрана за движење на граѓаните, односно на полицискиот час. Вчера вечер во 22 часот и 30 минути 45-годишникот Тетово со неговиот 16-годишен син во СВР Тетово пријавиле дека 2 часа претходно на улица Љуботенска во Тетово синот бил физички нападнат од исто така 16-годишникот Тетово. Во нападот според пријавеното тој употребил и тврд предмет. Во текот на денот двајцата малолетници ќе бидат повикани во СВР Тетово и ќе се работи на расчистување и документирање на случајот. Вчера во 23 часот 22 годишник од Гостивар во СВР Тетово пријавил дека во угостителски објект на улица Илинденска во Гостивар околу 21 часот физички бил нападнат од сопственикот на објектот, 28 годишник од Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во СВР Тетово вчера вечер во 23 часот и 30 минути пријавено е дека во Тетовска Брвеница се запалила дрвена бандера, поради што сите потрошувачи во селото останале без напојување со електрична енергија. Местото на пожарот е фотодокументирано и се расчистува случајот. Вчера во 14 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека на 38 годишна жена од Тетово во бањата во незиниот стан во блок 70 наеднаш и се слошило и на пат кон Тетовската клиничка болница починала. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово, а по наредба најавен обвинител денеска ќе се врши обдукција.
Овде е крајот на регионалните вести. Следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!